Добре дојдовте во играта со училишни предмети. Ова едноставна, но ефективна активност им помага на учесниците да се ангажираат со наставните содржини, подобрувајќи ја концентрацијата, задржувањето на информации и соработката. Ке ви биде потребен подготвен работен лист со табела со 3 колони. Во првата колона се поставени прашања за клучни концепти од лекцијата. Втората колона е наменета за учесниците да нацртаат визуелни асоциации или символи што ќе им помогнат во одговарањето. Третата колона е за споделување и комплетирање на одговорите со партнер. Започнете со првата колона со прашање. Охрабрете ги учесниците внимателно да размислат и да нацртаат слики или символи во втората колона кои представуваат можни одговори. Откако ќе завршат со цртањето, нека се здружат во парови. Замолете ги да ги споделат своите размислувања, да ги споредат идеите и заедно да ја пополнат третата колона. Откако сите парови ќе ги споделат своите одговори, откриите ги точните решенија пред целата група. Дозволете им на учесниците да ги споредат и коригираат своите одговори доколку е потребно. Потоа, нека ги скријат втората и третата колона и повторно да се обидат сами да ги одговорат прашањата. За да го зајакнете учењето, водете групна рефлексија со прашања како: дали цртањето символи ви помогна подобро да го разберете предметот? Дали соработката со партнер ја направи активноста позабавна? Како оваа метода може да се примени во вашето идно учење? Играта со училишни предмети е одличен начин да се направи учењето интерактивно, соработничко и запаметливо. Дури може да се прилагоди и за онлайн учење.